Кои беа заклучоците донесени на денешниот координативен состанок и како понатаму Гевгелија ќе успева да се справи со оваа бегалска криза? Да, ние денеска имавме една координативна средба со градоначалникот на Гевгелија. Од кога почна кризната состојба, ние сме во постојана соработка и координација со градоначалникот од Гевгелија. Денеска беа отворени сите отворени прашања во однос на функционирањето на прифатниот центар. Ете, например, се постави прашањето за водата за пиење, техничката вода за одржување на хигиена, се постави исто така прашањето на одржување на хигиената во центарот, здравствениот третман на мигрантите, на бегалците, али мислам дека сето ова функционира, може и подобро да функционира и мислам дека Република Македонија со градењето на овој центар прави нешто многу хумано кон оваа категорија на луѓе кои се сега засегнати во оваа судбина, во оваа лоша, трагична судбина што се нашле. Светските прогнози велат дека ќе имаме нов бран на бегалци кои што ќе доаѓаат секако и кон Македонија и ќе транзитираат низ неа. Колку Македонија и Центарот за управување со кризи ќе биде спремен ваквиот нов бран на бегалци да може да се справиме со оваа состојба? Да, и информациите на главниот штаб што функционира при Центарот за управување со кризи се дека можеме да се соочиме и со поголем број на мигранти, на бегалци, зашто сега поимот мигранти и бегалец малку се измешани, али има во овие групи, има и бегалци и мигранти има. Мислам дека Република Македонија има капацитети, институционални, човекови капацитети да се справува со ваков вид на состојби, зашто ние имаме и искуство. Само да се подсетиме на 99-та година, кога се соочивме со уште еден поголем број на бегалци. Тогаш ние во Република Македонија се соочивме скоро со 1 милион број на бегалци и сите тие луѓе беше тоа успешно менаџирана и сите тие луѓе денеска ни се зафални како Македонија, зашто уште една сакам да повторам дека Република Македонија е хумана држава, граѓаните на Република Македонија се хумани, институциите на Република Македонија се поставени врз темелите на хуманоста, солидарноста, но исто така ние мораме да најдеме начин и за време на кризна состојба нашата безбедност да функционира. Така и за самиот крај едно кратко прашање, која е вашата соработка со хуманитарните организации? Имаме многу добра соработка со хуманитарните организации, имаме со сите агенции на Обединетите нации, со други меѓународни институции. Значи сега нема гордост, сега мораме да соработуваме. Сега ни е многу важно како најуспешно да се справуваме со оваа криза. Нема бајрактаризам, мораме да се справуваме, а мислам дека и успешно ќе излеземе на крај со оваа криза. Благодарам, директор, ќе сакувам успех. Во кадрите позади мене веќе сигурно се гледа секојдневно, на секој половина час се пропуштаат мигрантите и ја добиваат потребната здравствена заштита како и нега од хуманитарните организации, но и од медицинските екипи кои што се овдека од Гевгелија, Кавадарци, Богданци, како и од Дојран.